Општина Ново село ќе инвестира над 100.000 евра во обнова на постоечките и воведување нови туристички содржини. Намерата е да се унапреди туристичката понуда и да се подобри пристапноста до природните убавини под Беласица. Проектите предвидуваат активности на водопадите во Колешино и Смолар, како и на изворите во Мокрино. Според најавите, платформата на Колешинскиот водопад целосно ќе биде обновена, исто како и летниковците и пешачката патека што води до водопадот. Планирано е постоечката платформа која што е дрвена и е во оштетена состојба, истата целосно да се реконструира. Планирано е летниковците да се обноват, оградата покрај пешачката патека и дел да се реконструира постоечката патека за да ги подобриме и да го зголемиме капацитетот на туристи, затоа што се повеќе луѓе доаѓаат, и како што кажав, во моментот оваа врнежлива година даде да водопадот биде поживописен во однос на сите претходни 10 до 15 години. Нова инфраструктура ќе добие и Смоларскиот, најголемиот водопад во државата. Во иднина, оваа природна убавина туристите ќе може да ја наблюдуваат од нова метална платформа. Со поддршка на Светска банка, наскоро се очекува да започне асфалтирањето на пристапна улица која води кон водопадот. Преку Светска банка наскоро ќе почне асфалтирање на улицата до скалите за водопадот, а во меѓувреме е направена платформата метална овој пат, метална платформа за гледање на Смоларскиот водопад кој што е најголем во Македонија. И истата очекувам во текот на месец мај веќе да почнат градежните работи на лице место и да биде поставена и да ги прими првите туристи веќе на средината на летото. Изборот на метална конструкција е направен со цел да се спречат идни оштетувања, откако претходната беше уништена во пожар. Во рамки на проектите ќе се интервенира и на Мокринските извори, каде е предвидена реконструкција на дел од постоечките содржини. Во последните неколку години, интересот за посета на туристичките локалитети во општина Ново село бележи континуиран пораст. Според официјалните податоци на општината, бројот на посетители е зголемен од околу 8.000 во 2021 на околу 15.000 туристи во 2024 година. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија.